Се сликнавме, се тагнавме, тука сме се собравме. Има место за сите, со оглед на тоа дека најавивме навистина многу гости во последниот дел од утринската на Телма, па ајде веднаш да почнеме и да продолжиме. Поточно продолжуваме во делот кој што е оброк на денот и нашата Снежа Велков, прв пат оваа сезона, трета, знаеш? Прв пат оваа сезона. Не е можно дека сме те пропуштиле. Па добро, за крајот на годината ја ме оставивте. Така е, а ако нешто имаш околу новогодишнава трпеза, ќе се јавиш, ќе те вметнеме во програма. На Дедо Мраз да му се Пред јавам. Дедо Мраз. Тука јави се. Тука. Ќе направиме нешто. Со врски. Нема проблем, готово. Добре ни дојде. Добре ве најда. Секогаш е убаво. Кога те имаме, не заради тоа што си Николешка, плюса тоа нели, но и затоа што навистина имаш убави благички работи, кои што навистина се корисни и убави совети. Споделуваш, па така што заслужено и овој пат имаш 15 на минути. Оправдано, нели? Оправдано во денешното издание на Утринската. А во меѓувреме ќе се избориме и за нешто конкретно, новата сезона, нови теми и лудница, она што се случува таму, се разбира. И зад и пред камерите. Па бога ми, да. Да, ете, вака полна ние секогаш студиото како што и денеска кај вас, значи 4 гости плюс една водителка, значи тоа се 5 мина кои што нели седат пред камера, позадината уште колку луѓе работа, така да секогаш е весело, секогаш е интересно и можеби некогаш се случуваат многу поинтересни работи позади камера, како што сега се случуваат интересни работи. Секогаш се случуваат интересни работи зад камера, заради тоа што послободни сме така сите ние, па и гостите, а и генерално не е за на камера. Нормално, да. Ката денеска рекорди ќе руши, ќе причекате уште малку, бидете трпеливи, затоа што има 7 гости плюс она 8, така сте? 6 гости плюс ти 7, добро. Добро. И ме броеше и мене. И 6 камермани и камери, така да чекај сега да видиме, значи тоа после ќе преброиме дали... Не мораме ова да го видиме сега. Ајде да го видиме. Сега па кој знае кога пак на Телма. Сега. А ние ќе мафтаме сите. Ај, Љупчо, каков предизвик имаш денеска за реализација. Ајде те видам сите да имаат по 2 минути до 11 часот. Тоа треба да се издржи. Добро, ќе ве оставиме после нели со сите само да видиме дали значи седењето е онака како што треба. Дали е тоа четворосет и дали тоа е тросет. Да имаме двајца на тросет. После короната не е битно кој како седи и дали е четворосет за 8. Да си прашам. Битно е да се собереме и да ги кажеме работите кои што. Оваа екипа не можеше да се одвои, така Кате ми кажа, а верувам дека е тоа така, затоа што сите се заслужени за успехот за кој што ќе зборуваат. Но ние да не им раскажеме се, да се вратиме на нашава тема. Друга имавме, да. Водителска работа, тоа е. Да, тука на широко нели во кујнава. Ти ги имаш 15 минути, вака или така само за тебе, Кадаров. Океј, што ќе правиме? Значи, денеска одлучив да правиме едно традиционално блакце, кое што обично сите го обожаваат, кои што обожаваат шербет, меѓутоа овој пат јас ќе направам една варијанта која што јас ја нареков фитнес варијанта. Станува збор за туфахија, која што нели обично е со многу шеќер, со многу шербет, обично е мрсна, затоа што нели се прави со павлака и со путер, одозгора се става шлак, меѓутоа мојата варијанта ќе биде сосема поинаква, а тоа ќе значи дека не треба да се лишите од задоволството да си јадете туфахија иако сте на пост, односно ако нели се придржувате кон одредена диета. Така да Но дали е ист вкусот со на мрсна? Ти ќе пробаш и ти ќе ми кажеш. Пошто многу различни работи ми кажа, а туфахија ја нарекуваш. Значи, еве ја нарекувам, што значи дека основните состојки се тие. Имаме јаболкото, ги имаме оревите. Јас во овој случај значи ќе направам еден мал додаток кој што се вика поинаков шеќер. Значи наместо оној стандардниот бел шеќер од кој што се прави нели шербетот, во случајов ставам замена за шеќер, може да биде стевија, може да биде еритрол, кои што во суштина имаат 0 калории, односно имаат многу малку калории, па врз основа на тоа нема да ни додаде нели дополнителна грижа дека еве сме се прејале туфахија и нели ќе ни се задржат. Шеќери сме бутале. Сме бутале шеќери, така наречено, и дека ќе се плашиме дека ќе добиеме на килаж. Значи ставаме замена, јаболкото е тоа, во самите оривчиња можеме да ги исечкаме или да ги сомелеме. Јас во случајов донесов филешници, само да кажам нели дека може да се комбинира со лешник или пак може да биде тоа орев и нешто кое што ќе го направи фитнес ова јаболково, додаваме ова е протеиново прав. Доколку не ставате протеиново прав, во тој случај можете да ставите и какао. Значи што правиме сега? Ќе го спремам прво филот.
И можам да јадам колку сакам? Можеш да јадеш колку сакаш. Да. Тоа ми е многу. Тоа е најбитното, нели? 2, 3, 4. Не сум јадал пробаш нова мода и знаеш треба. кога ќе нарачаш некој специјалитет Чекај да најдам лажиче мало. нели европски светски ресторан. Кај нас фала му на Бога уште не за така адаптирани, добро? Да. И нарачуваш и тоа е објаснувањето за специјалитетот ти е цело мени. Да, не можеш да знаеш Второ што го си ја. гуглаш, нели? Во WC одиш да гуглаш што е ова што го нарачуваш. Ти се случило и тебе сигурно. И на крај и викаш риба, не знам каква морска, со не знам шо, со не знам ова и очекуваш, викаш ова не знам дали ќе биде доволно за сите. Да се наедеш. Односно да не е премногу за сите, а не па за мене. Ај викам ако остане ќе спакуваат и ти носат, ама буквално На тањирче? колку јаболчево. Ама рибата мелена направена све со све внатре. Волку. Тартар. Ете, тоа е тоа. Нешто, не беше тартар, го гуглав, не знам како се викаше. А цената како за 5 кила риба да се јадел. Тоа е тоа, добро. Добро, Ми да треба се сега вратиме на едно. факи. Да. Еве, ми требаше мало лажиче, ако меѓувреме најдеш мало лажиче, тогаш би било добро. Тоа е тешко, затоа што са бајле ние. Баравме, Лотарија. чаеви, Лотарија, мачкавме. лотарија. Ти не знаеш што се правевме со кате. Нема мало лажиче. Путери мачкавме. Абе, големо, еве, има се, може се. Опа, со големо Голем имаме. лажиче. Значи вака, правиме. Јас ќе барам, ти збори се. Ама знаеш дека си гласен. Може на мјут да го ставите? Не се секирај, не се слуша. Добро. Значи, ќе го направам филот, еве во случајов јас ќе ставам милени лешници, една лажица. Ќе додадам и една лажица од овој протеинов во прав. Затоа што ќе направиме само нели за да покажеме како тоа функционира, ќе Протеин како направиме протеин една. било кој или треба со некој вкус посебно? Мојот е со чоколада. Добро. И обично би требало да биде со чоколада заради тоа што нели оди овој вкус, може секако со ванила, меѓутоа мене не ми оди да речеме вкус од малина, не ми иде некој друг од тие вкусовите или од шумско овошје, мене не ми оди, меѓутоа доколку некој сака, истото може да си го направи. Ставаме растително млеко, значи постно млеко во случајов, кое што не е важно нели дали ќе биде од бадем, дали ќе биде од овес, дали ќе биде од орис. Се ова го правиме за една доза, така? Ова го правам за една Добро. доза, да. Вие ќе си одредите нели колку Од око си јаболчиња. ставаш? Јас од око све ставам. Добро. Не е така. битно нешто ако има повеќе помалку. Не е битно, има кој да го изеде. Така Никогаш е. не остану. Значи вака изгледа филот. Генерално количината нели зависи од тоа колку јаболки ќе направите, меѓутоа таа е конзистенцијата која што би требало да ја имаме. Јаболчето ќе го излупиме. Постојат и нели оние алатки кои што се специјални за да може да се направи онаа правилна влавнатина, односно кога ќе треба да се изведат семчињата, А ги меѓутоа имаме ли ние тие алатки? Епа, ако ја имате таа алатка би било Која добро. алатка ти треба? Епа, таа алатка е влиле пак. Ова не е за мед, не може. Не може со тоа. Ништо. Денеска си игра, Ненад си поигра со... Што најдеш, тоа Што вадиш. најде, тоа вадиш. Ова е големо Во за секој вадење. случај. Не може. Тоа? Тоа е музичкиот инструмент на Кате. Да. Немој да се мешаш ти Кате се кога во тоа. пееше, така е. Кате пееше, прво свиреше на тоа. Све си така имаме да- овде, све. Да. Добро. Ова алатка, И тоа е за лупење. тоа можеш да пробушиш. Па не знам дали можам да пробушам. Да има немаме некој алатка, готвач така? да имаме. Се извинувам. Ете, добро, во секој случај, еве, ова сите домаќинки знаат да го направат, нели? Сега, опа, мало Добро, се- значи треба малте семките, тоа внатре да се... Да, се излови, Некако, а нели, при тоа да секако не го- го исечеме од Да, страните, нели, да, добро? тоа го знае секоја домаќинка која што мислам дека не постои домаќинка која што барем еднаш во животов не направила Па добро, ова туфакија. капче не е само за домакинките, нели? Има и некои кои што Така да и врска нема. домаќини, не, да. Па да видиме Тоа како ете тоа така, го правите. значи се длаби. Она што е важно е дека ова јаболко ова Треба да се јаболко гледа. треба да се стави во едно тинџерче. Значи ќе ставиме вода. Не мора, мислам ние можеме да го покажеме, ќе ставиме вода. Спасен си. Кај да најдам? Нема тенџере. Добро. Чек, зашо не ми кажеш дека не сум вака? Добро, окей. Па тука мислев дека не сум средена, оти немам престилка, нери? Ви изгледаме пристојно. Одлично, Добро, изгледаме окей. пристојно. Значи, го ставаме во тенџерче со вода. Добро. Во водата додаваме она кое што нели би требало да биде замена за шеќер. Значи обично се става шеќер. Треба да ја покрие Склопот, водата, ја? да ја покрие Јаболката, водата, добро. додаваме шеќер. Ова, Значи во случајов стевија. ќе додадеме во зависност од тоа дали користиме стевија или еритрол, многу е битен Добро. размерот заради тоа што стевијата е 4 пати посладка од шеќерот.
што значи дека би требало да употребиме една лажица ако сакаме да ставиме 4 нили од шеќер. Што нема да се А става за во разлика, уставот. така, а за разлика од еритролот, па тоа е 1,5 пат, значи помалку благ од шеќерот. Што значи дека обратно би требало тука да постапиме, односно треба да ставиме повеќе еритрол. Меѓутоа, никогаш не е на одмет да пробаме. Во суштина, јас и кога разговарав со готвачи, прашав, добро, а како вие знаете, нели, кој е вистинскиот вкус? Ми викаат, ние нон-стоп пробуваме. И на крајот ја им реков, затоа ви се познава, затоа што Тоа изгледаат вакви. Така. нон-стоп пробуваат и нели на крајот точно знаат. Не е дека они нели во суштина од око ги ставаат мерките, меѓутоа она што е тајната е пробувањето. Не знам фризериве дали пробуваат. На себе? Не, да пробуваат на нас. Апропо муаветов за готвачите. Пробуваат на нас они, да. Може да прашаме. Ќе продолжиме со рецептата, имаме време, имаме нов концепт, ние Имаме трета ли? сезона, до Така. крај ќе те држам овде. Добро. Биди така, а кога веќе ги спомнавме, 6 мина се таму, и тоа, бога ми, професионалци со награди, медали, пехари, чуда. Пробувате вие, од кога се работи за нови фризури, нешто ново, метување, фарбање и така натаму? Ајде, кој? Пробувате на вас? Меѓу вас? Па и меѓу нас и меѓу блиските. Да? Еве Кој ги- ве шиша вас? Кој ги последната? шиша фризирите секогаш ми било? И јас секогаш се шишам сама, кратка или долга. Сама? Сама. Најчесто и јас. Сами. Супер. Добро. А вие? Катерина Именјачка? Исто? Кај машките не е случај, тоа Не може мораме Вашко да да идеме се кај шиша. колегите. Така? Да, меѓу себе да се средим, иначе нема шанс. Сафија? Да, они предпочитаат да прават такви експерименти, да пробаат и на своја собствена глава да стават ножичка, но знам дека си помагаат еден меѓу друг, така да ако Весна оди кај Снеже оди кај Катај, така да... Не, обично сам, ама која ќе сгрешам, ќе одам да ме На корекција. корекција. Инаку не веруваме ние многу на другите. Не верувате? Не. Ние сме си најдобри, зада. Дали сме задоволни од одговорот, колега? Аз не, после рекламите ќе ви го оставиме просторот, нели, и за оној успех за кој што зборуваме. Да. Може едно прашање Може да им сега. поставам. Значи обично кај мајсторите кога нели ќе дојде некој да поправа нешто, мајсторот што вика? Кој ти го правеше ова? Има кај вас нешто такво? Да, има видиш онако, ако ќе утне, оди кај колешката. И колешката, ако не може да исправи, кој ти го? Тоа е првиот коментар, ствари. А кој те шишаше тебе вака? Зашто си вака? А да биде најинтересно, имав еден случај кај мене баш у академија, каде што еден од едукаторите, тој уствари истата клиентка ја имаше шишано и заборавил дека тој ја шишал. Доаѓа девојката, леле, каква ти е формата, не знам ова дал фризер го направи. Нели? Да. Сам себе. Го имаме тоа. Да. Време за реклами и се враќаме? Така е. Одиме сега со овие 6 мина величествени. Требаше и 7-миот да допатува, ама за жал не ни е во студиото и велиме здраво, не гледа? Да, Не гледа, да. Значи Ирина здраво, требаше Ирина Стојковска да биде заедно со овие 6 мина величествени, па ќе станавме 7 мина величествени, така ли? да, Да. така беше. Значи, јас сум комплетно информирана за се нешто што им се случуваше, затоа што Али ми е пријател, нели тој ни е, да речам, соработник во Телма, заради тоа што неговите хумани акции се оние кои што треба да бидат видени и за нив треба да се зборува, а ова што го гледаме во мигот е нешто со што може да се пофалиме. Меѓу 30 држави, не знам колку се надпреваруваа, ќе ни кажат тие, но донесовте златен медал. И како може да не ве викнам сите овде во студија? Само да не ве сгрешам. Еве вака. Сафија Теса, од таму почнувам. Здраво, добре ни дојде. До неа е Сај Тесат. Здраво, добро недов. Така е, до него е Весна Предарска, така Весна. До неа е Катерина Несторовиќ. Здраво. Именјачката што знае одлично да пее. Овде до мене е Али Февзи и до него е Снежана Столевска. Yes! Топ, толку. Сите не научи. Да. Е вака сега. Али беше иницијаторот за сето она што се случуваше. Сафија беше, шкој беше? Вака, значи јас сум председател на таа светска конфедерација. Одлично. Значи ти за кажа, одиме. Македонија. А инако главниот капитен е Али, кој што
ова прекрасна група успеа да ја искоординира и благодарение на него, значи ние успеавме да се појавиме како тим. Освен тоа што јас имав и други улоги во самата организација, бидејќи сум дел од таквите организации кои што ги правиме на светско ниво. Бевме значи Полска, Финска, па овој пат беше у Турција, во Анталија. И за наша среќа овие 5, тоа е 6 величествени, се појавивме таму во различни дисциплини на надпревар. Верувајте, имаше огромна конкуренција, каде што дечкиве, значи почнувајќи од Снеже, она се надпреваруваше во категорија за невестинска фризура. Добро, имаме инсирти, мислам дека е добро и нив да ги видиме додека оди овој муабет. Добро. Кате за свечена вечерна фризура. Весна за категорија на авангардно шишање. Добро. Саид Есад за исто така авангард и салон лук шишање. И Ирена, која што денес не е тука со нас. Ама не гледа. Не гледа, да. И таја се надпреваруваше во категорија, значи, авангард или висока фантазија. Висока фантазија. Ова се само сега, вамо ги гледате, така? Да. Дај кажете ни што гледаме сега во Мигов. Ова се, како да речам, најава некоја на се она што се случуваше таму во Анталија, така? Да, тоа значи е и дел од шоу програмите, затоа што имаше и шоу програми, имаше едукативен дел и исто така и надпреварувачки дел. 30 држави учествува, ама сите не се надпреваруваат, така некако? Или се надпреваруваа сите? Како да, беше? имаше и во надпреварувачкиот дел и во значи во шоу делот. Да. Каде што секоја група има свој концепт, има своја сценографија, има некаква порака која што сака да ја испрати до светот. Одлично. Ајде Со сега, убав концепт. ние му испративме порака на светот, си го земавме златниот медал и си дојдовме во Македонија. Како си рекол, али чекај да те потсетам. Немам зборови што направивме за нашата Македонија. Секаде за Македонија. Така си изјавил за еден медиум. Да, и се гордеам и чест ми е што бев со екипата Македонија. И дошол жив ке помагам за Македонија. Така е. Иако Турција ти исто така, нели? Да, во срцето заради тоа што припаѓаш на таа по националност си турчин. И кога ме видува таму, знаете дека за време на земјотресот беше помогнавме многу за Турција, испративме доста донација со македонскиот народ заедно. И кога видов дека затоа што вработените беа таму од источниот дел на Турска, и кога видов дека од Хата и од другите места се и се воодушевува. Мислам дека сите што чекаа гостиве на Шанг да порачуваат, на нас ни викаа сете вие таму, порачете ми, ќе дојдеме ништо ќе ви донесеме. Толку имаме чест од Турска. Одлично. Како ја собра екипава победничка? Екипата беше тешко да се собере, затоа што сите дадаа максимум да дојдат, значи оставаа работа, затвараат дуќани, неколку дена на работа. Како им се јави? Са кажи ми прво, им се јавуваш и што им викаш? Дека е многу убав хотелот. И тоа им кажа стварно, многу убав е хотелот, ајде брзо сите. Така Весна, што ти рече друго? Вика хотелот е предобар, со 5 звезди, има спа центар, а што ќе правиме? Фризури ќе правиме? Жане, тебе што ти рече? Истото што и кажа да тоа што да кажеме. Него прашање на место би било колку има слободно време да го видат тој спа центар. Многу важно. Толку сме Воопште ангажирани. немавме да го видиме тој спа, ја воопште не отидов ни во спа, ни во базен, ни во амами, во ништо. Значи Ма цело време. знаеш- Ама битно бевме у таков хотел. Жана, извини, ама следниот пат, како Следниот бака пат. медалисти ке ве однесат на... Малку бевме на крај веќе. Кате земи само микрофонот, без микрофон ништо. Ајде, кажи Ние сега. бевме. Значи, Снеже не беше, ама ние бевме на крај Последниот ден. Мале. Искористивме. Титовке, како? На спа, во спа? Супер. Топ? Топ. Како беше на надпреваров? Може да ни кажеш како се беше? Ми рече дека најмногу тремемаш, ама мислам дека немаш више трема. Малку да. Ајде да видиме што ќе ни кажеш. Па супер беше, со многу нови искуства. Дружењето пред све беше најдобро. Како тим бевме, како екипа многу добри. Мислим дека заради тоа се случи све ова.
Како, што значи тоа како тим бевме? Како да вие се познавате генерално, така? Сите од претходно. Да, се знаемо. Се знаемо со Весна, па да и со Снеже. Сајд сега го запознав. Добро. И тие што не се знаат, се запознаваат. Да. Али како тим бевме многу сложни, значи се беше наше, значи све екипа бевме стварно до крај, не спиевме навечер за да нели се спремиме, да. Мислам дека има едни инсерти каде што Жана се подготвува за невестинската, ако јас сум во право, така или тоа се некој не знам сега има доста. Има многу, На така. сето тоа беше најзаслужена што имаме добар капитен. Тоа се однесува на колешката Сафија, што стварно имаше визија кој на која дисциплина да работи. Тоа е многу важно, така? Да, тоа беше најклучниот дел, можам да кажам, да се изразам на фудбалски жаргон. Да ги наместиш, така е, ти што ќе бидеш. Ти ќе играш тоа, ти ќе играш ова, ти таа фризура ќе правиш на таа категорија, така да добро го направи тимот и успеавме, дојдовме до... Нормално со нивната работа, успешно. Софија, само секунда да го прашам веќе кога сме кај него. Например, во твојата категорија, кои беа оние кои што, да речем, од кои се плашеше, едноставно кажам? Не работа тука за плашење, така? немаше плашење воопшто, него кај мене беше категоријата, повеќе имаше конкуренција, поголема беше бројна конкуренција. Сепак не се вративме со празни раце. Така е. И многу е убаво чувството да си дел од тимот што победува. Така е, па башка со златен медал, ни помалку ни повеќе. Да, повелете сега. Точно во категоријата на ЕСАТ имаше над 60-70 кандидати и да, тој успеа да се истакне со неговата работа што ја покажа. Да се надоврзам на муавето, значи една од нашите, тоест од мојата основна улога е да правам headhunting, значи да ловам таленти. Со тоа што овие луѓе тука не случајно им предложив да учествуваат во тие одредени дисциплини. И верували или не, ние имаме такви луѓе со такви вештини кај нас, што и сега еден наш македонски стилист да го земам од салони да го извадам на сцена, ќе биде многу успешен. Затоа што нашите... Што е она што не прави такви? Се снаоѓаме во секоја ситуација, умееме, што не прави поинаку? Дефинитивно, снаодливоста, можеби и начинот на кој што ние сме научени да функционираме. Затоа што секој од нас почнал од нула. Тој научил да се надоградува со многу труд. Со долгогодишно искуство. Искуството пред се, да. Така е. Да. Супер. И нешто што многу ме тера да се гордеам кога еве овакви организации, некој од македонска каменица гледаш се зближува со некој од Тетово. Да, за мене е тоа посебно македонска каменица со ова од Тетово. Да испаднеше полоша ситуацијата со на буза која што ти ја донесла, беше безбедна. Немаше ни да победите, немаше ни да тргнете ако беше друга ситуација, така? Мајка ми вика да пијам и да не пијам. Викам не би озде. Мајка ти ја го се напи. Абе кисело вика. Ама и јас се напив. Преживеавте. Да, преживеавте. Добро, немаме, чекам само да видиме колку е сад точно, кажи ми, за да знам колку минути имаме. Не ги гледам оној часовникот тамо. 52. Уште 3 минути има, значи тука е време за пеење. Значи имаше време и за песна. Тие видеа не ги пуштив намерно, за на крај да дознам дека именјачкава моја одлично пее, како и впрочем секоја Катерина, нели? А вие кога патувавте, пеевте. Башка па кога освоивте се ова што ни донесовте овде, имаше многу време за песна. И сега само да ве прашам Сафија, ова ќе биде само поттик за некое следно искуство, повторно истиот тим да победи? Дефинитивно, значи ќе имаме уште многу организации следната година, така да нема да застанеме на ова. Ке пееме сите заедно сега? Ке пееме, да. Ајде, што пееме ката? Микрофонот, без микрофон, не можеш да пееш. Добро? Нашата химна од таму ќе ја пееме. Ајде, 3 Што ја прогласивме победа, пред да биде. Ајде, јас само ќе уживам. Ама сите. Ајде, сите, дечки, сите. Подрум ода мајче, подрум шетам. Подрум ода мајче, подрум
мајче, друм постела. Друмперница, мајче, друм постела. Весна, викни, Весна. Ајде. Ајде, уште малце, да им теме време. Мајче, подрум Весна, нека слушаме. Али ти пееш? Подрум, мајче, подрум шетам. Аман, друмперница, мајче, друм постела. Абе, без кате ништо на светот. Друмперница, мајче, друм постела. Фала, Ката. Што тоа ни фали од држава, ја мислам да биде се како што треба. Ви благодариме многу успеси. И следниот пат, ден-два плюс, или пред или после, штета е во таков хотел да се оди ја спато, да не се... Види на што се задржав од младетот, значи, малку и за душа, не само за работа, така ли? Благодариме и со сите успеси ве чекаме пак. Ја погодиле песната, по друм да шеташ, фризурата да ти Така е, така. А за фризурите ја и ти да не преме муаве. Срам ми е што сме тука. Од друга страна, ќе ни извините за туфакија немаме за сите, со оглед на тоа дека ќе требаше Снежа да дојде со камион, со оглед на тоа колку гости имаме, но ќе се вратиме повторно на рецептот денеска и оброкот. Само да кажеме што значи туфахија. Туфахија е всушност арапски збори, значи јаболко. Така да нема никакво потекло, не значи ништо посебно, туку буквално јаболко. Веднаш да го дадеме одговорот, значи само да направам една ретроспектива на тоа што направивме. Знаеш како вика, пред рекламите видовте, пред што? Рекламите, сега после рекламите, значи го излупивме јаболкото, го излавивме јаболкото, местото каде што ќе стои филот. Филот овде е направен од мелени лешници и рековме додадовме еден вегански протеин кој што е со вкус на чоколадо. Значи тоа ќе биде нашиот фил. Она што е важно, јаболкото дека треба да биде сварено во блага вода, односно во сладка вода, некои 5 до 10 минути, додека да стане продзирно. Значи внимавајте да не почне да се... Да го снема? Не, ќе стане малку продзирна самата конституција, ќе го видиш после кога ќе биде готово, меѓутоа внимавајте да не се превари затоа што е многу нежно јаболкото и ќе почне да се распаѓа. И откако нели ќе се свари, го префрлуваме, обично вака го сервира, значи во една ваква чашка се сервира. Значи, како што е нели додаваме и од самиот шербет. Од шербетот додаваме, а малото лажиче ми беше потребно токму за тоа. Добро, сервирањето за да е генерално, се става директно филот, не се става ништо плюс. Шербетче, нели малце, филот се внесува скроз. Да, тоа е тоа. И после одозгора нешто? Од озгора, значи можеме да ставиме сецкани оревчиња, нож, некој друг ќе ми дадеш или некој што ми дадеш друг нож? Сега ќе се видиме. Дали, ајде. Голем нож. Добро, дај го големиот нож да не работам со вака валкан нож. Не, за ова е за декорација. Не, сериозно, ми даде ваков нож да сечкам ореви. Не, тоа за ореви не, овој не е за ореви. Погледно. Тоа е за леп. Значи, тоа е за пире. Добро. Значи, секоја алатка своја приказна си има. Нели, исто како што фризерите си имаат, не можеш ти да правиш, да речеме, со Фигаро, не можеш да исправаш коса. Тајте идеја не текнува. Со Фигаро, па со Фигаро не може да се исправа коса, туку со пегла се исправа. Така, и без фен не се суши коса. Се суши на ветерче. Да, значи ова се. И сега да ви го покажеме како изгледа готова. Може? Да, што ќе се мачиме, ножеви ќе прљаме глупости. Јас еве од дома го донесов, значи ова ми се листови од бадем, така одлучив нели да го сервирам. Значи не, тие готови се купуваат, значи вака изгледа, еве го шербетот кој што можете да го видите, кој што е всушност од овој шекер, значи ова е еритрол кој што исто е благ, ќе провериш, ќе видиш, меѓутоа калориите се многу помалку. Стои, не пробувај веднаш заради тоа што одозгора она што треба да му се стави за уште поубав вкус е веганите користат агаве, меѓутоа ние ќе користиме мед. Сакаш да ти побарам уште една лажица? Сега нема проблем, валата ќе најдам. Леле. Значи бива ли лажица да се немало во... Има како нема и така. Тоа е за мед. Тоа беше тест. Јас ќе си земам лажица за дегустација. Чекај. Ти за лажица за дегустација, меѓутоа за мед
Еве. Ете, си имаме ние се, немој така, Имате молим. се, ете, ја знаев, чека само малку. Млазот да го ставиме, млазот да го ставиме да биде нели потенок. Ете така. Чекај, одозгоре. Не. Држи, чекај, одозгоре и оревчиња ќе става малку. добро. Еве вака. До крајав на емисијава има уште што треба да го ставиш ново. Освен да каснеш и да го секаш ова да ти го дадам. Не, осте го. Мет ние секогаш си имаме и секогаш си преферираме Ќе во ставам се. од узгора и оревчиња. Еве вака. Ту фахијата обично и се додава и цимет, имаме и цимет за да има нели некаков шмек, баш јаболко и цимет секогаш одат заедно. Може да се додаде додека се вари самото јаболко внатре во водичката, односно во самиот шербет, може да се додаде цимет и лимон, меѓутоа може и вака нели да се направи како декорација. И Кате ќе дојдеш да го ставиш? и не, Мислам Ова е дека- додушевно залче со голема ваничка. еве го готово е, тоа е тоа. Значи може да се можеш дели да го за пробаш. дегустација. Веројатно си јадел и обична туфахија, ова ќе пробаш да видиш дали Малку има клучето некаква. Да подкачам. Да. Ајде. Може. Погодена е. Значи можеш да си јадеш без грижа на совест, да знаеш. Значи не ме здебелувало. Не те Додуша, здебилува ова колку има? 100%. Па Нема да ме здебели, ама добро. Па добро, едно 3-4 такви можеш да изедеш. Да. Меѓутоа, еве можеме да извадиме, да ја нема проблем исечеме, ништо да вадиме. за да им покажеме на Можеме. гледачите како изгледа. Можеме. Чисто за да знаат, нели? Сервирањето како што реков е вака за да нели не ви истече самиот шербет, меѓутоа секако можете и поинаку да ја сервирате. Еве јас ќе ја Како извадам. во рестораните кои што ги спомнавме во првиот дел од разговорот. Ете така. И ова не е се. Ова не се сервира така, нели? Од ова се вадат 6 дела и се Ќе пробам сервира. да го извадам, леле. Еве вака, само да ви покажам како изгледа, нели, од како ќе се исече. Еве, полна е, значи, со фил, сочно е, медот му е од озгора, еве, ако сакам уште малце ќе декорираме, ја ќе ставам во случајов агаве, за да биде, нели, еве, како од ресторанот кој што ти рече. Еве вака, гледаш, и ќе ставиме Еве по како некој... оваа тувакија да чини 35 до 45 Ете така, евра, повелете. Се многу, 55 више. Ја качи Тоа е цената. тоа, така направена, оваа е ефтина туфахија, да. Ова е, да. Оваа е од ефтините. Ете така. Добро. Одлично. Немам збор. Чекај да навистина, накачиме на цената уште малку. Уште еднаш. Гледаш ли? Уф. Ова. Шеф. Стигнавме до крајот, до 70. Да. До Ајде 70. да надаваме. Колку давате за ова? Снежа ти благодарам, секогаш Благодарам. интересно. Кога ти имаме и убаво да ги споделиме сите оние совети кои што нели покрај рецептава ги кажавме и навистина ми беше драго што и денеска се дружевме. Ти благодарам, ужива, значи прекрасна енергија во студиово, така да секогаш кога има вакви гости да ме викате за да заеднички да уживаме. Па добро, по 7-8 кога ќе викаме, ќе те викнеме те. Само не доаѓа тогаш со туфакија. Ќе доаѓам со камион. Тулумби, ќе правиме колку треба, ќе вадиме, така ли али? Готово, нареден наследниот рецепт е тулумба. Те гледаме секоја недела, се разбира со твојата Со нешто одлично конкретно. шоу, нешто конкретно и твојата емисија и со твоите интересни гости, така да навистина ти посакувам и понатам успеси, се гледаме. Благодарам. Срекна нова година, еве прв да ти честитам. Благодарам. Месец за нова година и Божик, така ли? Поздрав до утре, Ивана и Марко ве будат са бајле, а јас и Кате ќе ви посакаме добро утро во среда. Чао.